10 години од создавањето на модниот бренд Драма. Овој пат наместо во студиото на Репортер, ние на гости Ивана Кнез. Ивана, здраво. Мило ми е што дојдовте, мило ми е што се најдовме, мило ми е што започнуваме, некако што започнуваме една нова ера со тебе. Некако 10 години од Драма и јас правам сите како беше сите лево ја на опачки, јас ја затворив Драма. Тоа е најинтересно. Да ти ја затвори продавницата во која што Јас ја затворив продавницата и го затворив и брендот малтене со тоа. И се префрлив во Луксантика. Тоа е концепт шоп за македонска промовирање на македонска мода, македонска модна сцена. Многу бев на дума што како да правам. Многу офлеле алтернативен дизајнер, не знам, тој термин ќе го искористам што сум го слушнала од други како ме опишуваат. При тоа како да си ги решам личниве бубици, бидејќи не сум онаа стандардната дизајнерка што ќе ве облече за свадба и за матура. Што да правам, како да правам, и ми звони телефон едно утро и Мириета од Луксантика ми вели: "Сакаме да ти понудиме соработка." Викам, ти беше тоа што треба да го чуем. Ти, викам, ми кажа дека треба да затворам, си викам глава. Добро. Тешко беше да решиш дека ставаш крај? Не. Воопшто не, бидејќи точно знам што правам, точно знам каде целам. Кога дојдов прв пат во просторов, како што ќе можат нели гледачите да видат, ме одушеви како се тоа е скоцкано и ме потсети на моите почетоци. Јас така почнав. Ние постоја пред 10 години концепт шопове во Македонија, ние бевме малку посложни и функциониравме како македонска модна сцена. Сега има македонски дизајнери само, нема модна сцена. И ми се допаѓа тоа што за прв пат, после долго време, се најде еден црнолизац храбар што не обединува под едно небо. И апсолутно ќе го поддржам тоа. И само заради таа причина се нафаќам да продолжам со некои лимитирани колекции кои што ќе бидат достапни физички за набавување. Драма почна во 2010 година. 10 години помина, прилично долг период. Колку се смени ти лично, односно колку се смени твојот однос кон модата во овој период од 10 години? Леле. Колку се сменив јас лично, јас се треснав од земја, се превртев на опачки, се исправив, паднав и се одно, така некако точно кажано. Јас сум карактер на едно кне што не може да стои мирно. И не верувам во единствен процес на една линија и верувам дека луѓе ако живеат во една точка и на едно место и на еден начин, ќе се удават самите со себе. Знаеш, онака крапови живеат у заматена вода, јас сум од оние побистрите потоци, така некако ќе му дојде. Да избегаш. Да избегам и да дознам што е ново, нели? И не ме држи место, никогаш не ме ни држало. И за волја на вистината не само што јас се сменив, туку променив и околина, ги променив и луѓето околу мене. Направив многу работи. Сега си ја пишувам биографијата и понекогаш... Значи влегуваш и во писателски води? Далеко било, знаеш, не си го давам како професија, туку само го ставам на лист хартија, тоа за себе, психотерапевски да речам, да се преслушам што направив. И знаеш, кога ќе си препрочиташ некои работи што сам ќе си ги напишеш, ова ви е многу добар принцип, ви го топло препорака за сите. И си викаш дали е могуче ова да го пројдов се, знаеш. И се преслушував, значи цела 2019 ми беше еден голем прашалник, каде што ствари сакав да видам дали сум јас навистина среќна, што е тоа што навистина сакам да го правам без компромис и каде сум, дали е тоа местото каде што сакам да бидам. И што заклучи на крајот? Не. И морав да сменам. Просто едноставно. Заради тоа и мојот однос кон модата се промени. Заради тоа и мојот однос кон сама себе, кон доживувањето на личноста, на карактерот, на телото, на опрежувањето, комплетно е поинаков. И сметам дека тоа е здравиот начин за секој од нас. Сега ти го спомна самото оној психотерапевтски момент кој што го добиваш со пишувањето. Ти си една од оние личности кои што не криеш што се случува приватно, не криеш што се случува на деловен план. Ти не криеше дека депресијата е тоа што те поттикнало на некој начин да ја формираш драма и да почнеш да се изразуваш себе си.
Кој беше оној пресуден момент кога се рече да, тешко ми е, јас сум во депресија, нешто мора да се направи? Нас не учат дека малку да ти е денеска облачно и во депресија сум. Никој не научи која е разликата прво помеѓу тага и депресија, што е примарно нешто, а понатаму дека депресија е тешка состојба, нели? И често знаеме да го чуеме дури на комуникација на секојдневно ниво на кафе, а во депресија сум остаеме. Луѓе, не сте свесни колкава е тежината на таа реплика. Значи јас на себе си немав кажано дека сум во депресија. Луѓе кои што се вистински во депресија не го говорат на глас. Во оној момент кој ќе го кажеш, ти веќе треба да почнеш да го лечиш, да го третираш, нели? Како свати дека нешто не е во ред? Па 3 месеци да не излезеш од дома во пижами, дефинитивно нешто не штима. Причината сега тие што ме пратат кариера, мање више сите ја знаат, ми изгубија дипломата, не знам да ја повториме за тие што не знаат. И наместо да сум у Сан Диего, ја останувам во Скопје. Опа, што правиме сега? Универзумот си поигрува со тебе и те остава со прстот на чело и ти си викаш и зашто? Јас сме мала, јас имам 20 години тогаш. Од тој прв пат до лани декември, до 2019, цел мој свет се ми покажа на што се еден човек е подготвен ако сака вистински да живее. И од таа негативна состојба и од секоја следна, јас научив да ја вадам, да го вадам најдоброто и да го искористам во лична цел и потреба. Едно нешто што сум лута многу на системот во кој што живеем и образовно-воспитниот процес е што никој не научи дека животот е виуга. Одиме горе, одиме доле, одиме горе, одиме доле. Сите ни велат дека постои за секогаш, не постои за секогаш. Животот не е рамна линија с крај, да ако сте таму, гледате да излезете од тоа. И никој не ми кажа, значи ни образовниот систем, ни дома, бидејќи и дома ги учеле така, дека окей е да паднеш, и окей е да те боли, и окей да си скршен. Не е окей да останеш таму. Што беше тоа што те креваше кога беше долу? Драма. И заради тоа ја затворив. Не сакав повеќе работата да ми биде средство за себе опоравување, туку најточно речено си ги поделив работите на што е моја работа и што е мој хоби. И просто едноставно нема емоција каде што работиш. А на почетокот, првиот пат кога свати дека нешто не е во ред, кој беше тој или што беше тоа што иницијално те извлече од лошата ситуација во која што се наоѓаш? Малку е деликатно. Имав еден кардиолог кој што ми велеше: ти бре, дете си проклето, хобито ти е професија. Многу е тешко, не можам да ви кажам каде е границата, заради тоа и пак ќе кажам ги довлеков ги направив некои одлуки заради таа граница. Мене лично ми требаше таа граница, бидејќи ете во првиот момент, таа била некоја моја прва свесна состојба дека јас сум лошо во душата. Тоа лошо во душата е депресија. И герданите и гардеробата ми беа прва инстинктивна реакција за помош сама на себе. И точно ја памтам репликата кога ме праша другарка моја што е ова на масава, јас реков правам некои гердани за да не полудам. Значи за да не полудам. Ете го тригерот. Cry for help, што вика, повик за помош. Знаете, ние сме во општество каде што ти велат оди на психолог, ти велат оди на бајачка или иди на направи натална карта. Не бе душо, те боли душата, оди на психолог. Кај нас е се уште страшно да кажеш дека одиш на психолог, на психијатар, дека разговараш со некого. И тоа е разликата што е психолог и што е психијатар. Знаеш, и тука е малку таа недоволен проток на информации и невистински информации кои што владаат моментално нашиот систем, ја разболуваат омладината. Дел од таа омладина бев и јас. Знаете како, нели, те боли грбот, одиш на доктор за грб, те боли запа, одиш на заболекари, па те боли душата, оди на психолог. Не си ненормален. Да, не си луд за да одиш само на ти психијатар. треба помош. Значи тоа е тоа што дома не ти ја дале, штом си веќе во таа состојба, нели. И целиот тој процес на себе грижа во ова денешно брзо општество е ставен во втор план. Не дозволувате да ве голтне. Тоа е некое мое нешто што можам да ви го пренесам на сите. Не дозволувате да ве голтне тоа што го правите. Тоа не сте вие. Вие не сте вашата работа.
Вие сте посебни индивидуи и посебни карактери. Мојата грешка е што јас дозволив мојата работа да бидам јас. Во оној момент кога ја направив дистинкцијата на тоа која е Ивана, а која е Ивана Кнез, и те како работите ми тргнаа по нагорна линија, неочекувано и неплански. Кога си покреативна? Кога си најсреќна или кога си најтажна? Од каде ти излегува поголемата инспирација? Кога видува смешно, кога сум заљубена. Јас сум една од тие генерации што проба се и направи се у животов, од секаков аспект, и многу сум горда на себе што си го дозволив тој луксус. И дојдов до заклучок, и тоа беше точно на последното моје заљубување, дека кога ќе се заљубам, не постои сила што може да ме држи на земја. Така да, за мене личен двигател и тригер е среќата и љубовта. Тоа го сватив и дојдов како заклучок. Не сум од оние патолошки депресивци кои што функционираат само во тага, баш напротив, гледам да излезам од тоа. Ти одамна не си представила цела една колекција. Пред некое време се откажи од учеството на модниот викенд, да. Зошто се реши последниот период да се концентрираш исклучиво на порачки, значи да дизајнираш само по порачка, а после ќе те прашам нели за новата кампања која што ја правиш во текот на оваа година. Македонија малку ми врзе еден шамар. Да немав опција, да немав простор да излезам надвор од оваа граница, ќе сметав дека вака е исправно. Нели, да немав простор да видам. На цела моја среќа имав простор да видам и соработувам со многу брендови надвор од овие граници и да ја прошетам убав дел од земјинава топка. Извини што ќе те прекинам, јас сакав да кажам дека дел од твоите креации се продаваат и надвор, што е исклучително голем успех за македонска. Да, јас имам веќе клиенти база надвор од Македонија со кои што фигурираме онлайн. Видов како треба. Немам услови тоа да го направам овде така и решив воопшто да не го правам. Ете, тоа би било најточен одговор за твоето прашање. Видов дека ние сме многу економски нестабилни и во страшна сиромаштија живееме. И не можеш да, како беше она, не сум бањата, ама ќе си прснам парфем. Од прилика. Од прилика некако така доаѓа. Не, мислам дека доста се лажеме. Јас не искам да ве лажам, просто едноставно бирам да не лажам. Океј, знам дека земаме кредити за да се облечеме за свадба или за матура. Знам каде живеам, знам кој е поднебјето. Обкружена сум, човек сум кој што е народен човек, значи сакам да ги слушнам луѓето. И не можам јас на тебе да ти продавам топла вода која ти немаш ни за леп, нели? И затоа и одлучив да не правам фарса од моја професија, туку да се фокусирам на тоа што е реална потреба пред се надвор од границите на Македонија, и да се прилагодам на потребите овде. Сега, не знам колку ја гледаш емисијата Ред Карпет на времето кога одеше во Хрватска. Да. Меѓутоа, сакам да те прашам, пред неколку години имаше ситуација кога сред зима, снег паѓа, во Хрватска се случува голем ивент. На настанот, хрватските жени, јавните личности, дојда скоцкани од глава до пет, гламурозни, елегантни, шминка, бунда и сандала, окей, да. Не бунда и сандала, меѓутоа, во целиот тој снег што паѓаше, сите беа дојдени во елегантни, во гламурозни фустани и кратки зимски чизми, бутци. Добро. Борис Бановиќ, кој што ја водеше таа емисија, кога ги прикажуваше снимките, рече: "Јас сакав да критикувам, меѓутоа хрватиците многу пријатно ме изненадија што покрај дрес кодот кој што го запазија, нели, решија да не дојдат во висока штикла, туку да носат чизми соодветно на временските услови кои што се во моментот." Кој е твоето мислење за тоа? Види, јас се научив сама себе прво и основно да немам критички став кон никого. Тоа е најголемиот предизвик кој што си го поставив себе си. Да ги прифатам без не сакам без нико, како точно да го формулирам, сите сакам да ги има. Јас во таа прилика ќе облечев бунда и сандала. Јас како Ивана. Но нема да те осудам тебе како Андријана ако се решиш за елегантен коктел фустан со чизми. Ми пречи, не можам да кажам дека не ми пречи. Бев член на жири комисијата за избор на маж на годината, изминатата година. Добре. Беше во поканата беше потенцирано дека е гала настан
во фоаје на Хилтон, така некако, не во ова сала. Diamond, диамантска сала. Добре. Морам да го напоменам, ова сега ќе ви кажам зошто. Можеби мојот избор не беше вистински, меѓутоа си дозволив за црно-бела комбинација и висока под петица. За мене тоа не погрешлива комбинација. На гала настан, јас очекувам сите да го испочитуваат тој дрес-код. Мажите го испочитуваат тој дрес-код. 50% од жените дојдоа во патеки, во чизми од работа, во маичка и сукничка. Не знам како да ви кажам, тоа е не почит на една етика на однесување, нема бонтон тука. Значи, се додека е убаво за око и соодветно со пригодата, се е во ред. Меѓутоа, затоа и веројатно човеков ги пофалил хрватиците. Да, соодветно со снегот. Соодветно со снегот, соодветно и со пригодата. И убаво било за око, сигурно, пошто нели можам да замислам нивото на кое е направено тоа. А што мислиш во таква ситуација, извини што те прекинувам, во таква ситуација дали македонките би облекле чизми за таков настан или би дошле сепак на висока штикла? Кај нас, тоа што мене ми пречи кај македонките што ќе облечат пластична висока штикла. Знаеш, затоа што чергата некако, како беше, пружи се ги нозете докаде што ти е чергата. Тука малку имаме некој, пак ќе кажам, ние сме многу сиромашна земја и многу е тешко да имаш толку, а немаш пари. Просто едноставно, нели? Еве ги гледам јас на блогеркине, активно сум вклучена пошто обседната сум со интернет од дете и со технологии. Нели брендови фрштат таму, кеси, нешто, каиши, маиши, сега има некоја брендоманија нездрава у светов. Ама тоа се луѓе со финансии и тие производи какви се, такви се со некако квалитет и со некаква позадина историска. Не е бренд нешто што е направено во Кина 3 за 100, нели? Не може да тоа биде бренд. Не во однос на мода. Тука морам да, еве тука ќе покажам мојата суетна страна бидејќи директно ме допира како креатор. Ако немаш пари за да си купиш Gucci, Versace, нели? Еве ќе дојдам пак, ќе се вратам на тоа. Има македонски креатори. Кај сте да не рекламирате? Зборам се за македонските блогерки, конзументи и клиенти, да. Кај сте да не рекламирате, нели? Кај сте да се случи таа една, да им покажеме на светов што има. Не можам јас да си простам како мене у Франција ми викаат вау, девојка, у Скопје ми викаат цркни не те бива. Не можам да си го простам. И тоа го имаш добиено како коментар? Како? Цркни не те бива и тоа го имаш добиено како коментар? Не сакаш да знаеш што све имам у инбокс. И не сакаш да знаеш на што све имам наидено по тие форуми женски и тан. Не можам да простам локалнава злоба. Неверојатно ми, не можам да сватам од каде, тоест од каде, од сиромаштијата, ете го, па се враќаме на тоа. Немам како да се развивам. Многу ми е жал што, знаеш, во Македонија никогаш не се случи синтеза, никогаш не се случи заедница. Се е некако сам по сам. Знаеш, и кога почнував, јас немав грб. И еве до ден денешен јас немам грб, јас сум си на себе грбот. Че немам богато семејство, немам богат швалер, немам богат... Јас раскостив од работа 10 години. И Македонија ни дава до тука. Никогаш нема... Се понатаму треба да одиш надвор. Што мислиш за македонската мода во моментов? Дали имаме мода? Значи зборуваме и за улична мода, висока мода. Како се облекуваат македонките? Се додека не можам да ви го запамтам ликот, мода нема. Значи, нема мода каде што нема идентитет. Знаеш, поготово не со оваа новата естетика на современи старлети. Не можам да ги запамтам. Тоа се многу девојки кои што имаат една врста на лик и една експресија на ликот, една коса, едни ногти, не можам, не. Да, ние живееме во време на Инстаграм инфлуенсери. Дали се тие на вистина инфлуенсери, односно дали мислиш дека влијаат на некого со водната комбинација што ќе ја направат, па да речете тие помладите девојки, окей, сакам и јас вака да се облечам. Не само што влијаат, него тоа веќе оди во перверзија, затоа што заради тие таквите се појавуваат групи од типот на нешто што беше скоро јавна соба, голи слики и тана. Тоа е таа естетика на живење која што се провлекува. Знаеш, за жал многу, поготово помладиве, многу ми е криво што се вака. Знаеш, што некако општеството ги научи во права линија. Ајде, јас сум сепак со образованието ми е такво, поучев историја на костим, нели? Ќе стигнеме и до таму. Да, историја на костим, историја на филм, историја на човечкиот род.
И во 80-ти имаше правец, на моден правец, нели? Еве, високи раменици, тие што пратат. Па пак имаше исклучоци. И пак не пратеа сите слепо високи раменици. И тие што го пратеа, го правеа тоа на свој начин. Секоја една ера, секоја десетолетка, така ја викам, си има своја естетика и тоа е во ред. Немој слепо, направи го на твој начин, за да можеш да си оставиш личен печат заради себе. Лично, која ти била најубавата десетлетка за мода? Не можам сега, тоа е... Како да си кажам, Затоа од сега викам имам лично. по едно нешто да фатам. Во овој момент, со мојива скоро 35, сум постара од претходно и со овој памет, слободата на 60-тите ме фасцинира. Мислам дека сме многу стегнати, мислам дека сме баш така со уздите и малку фали еден хипи допир на целава естетика, едно ослободување на дух и на душа, за да почнат да живеат луѓе. Што е она во што грешат најмногу младите девојки кога се решаваат за одредена модна комбинација, кога бираш што ќе облече за да излезе или за да отиде на училиште или не знам за некој свечен, полусвечен настан, каде се најголемите грешки? Прво многу прашуваат и за еден настан има 10 мислења. Мислам, јас знам и зошто престанав ово да го работам. Јас не можам да бидам дел од процес каде што една невеста решава за својот фустан со 7 поколенија наназад и нанапред. Значи, мораш да знаеш што сакаш, нели? Како жена мораш да знаеш што сакаш. Ако ти не знаеш како сакаш да изгледаш, може да има, нели, недоумица. А кога веќе прашуваш, не го прашувај интернет, прашај мајка ти. Мајка ти има едно искуство, 10 пати повеќе од тебе, побарај совет од некој што знае повеќе од тебе, просто. Ти си по професија костюмограф. Имаш завршено во Белград, ако не се лажам. Меѓутоа, веќе не креираш дури ни костуми за театар, за филм. Зошто реши да направиш таква некоја пауза, едноставно да се откажеш и од тој дел од твојот живот, професија? Таа категоризација на Иако, да, во твоите модели секогаш има помалку драма и костюмографски момент, апсолутно, тука се... Најточно, причината заради која што првично престанав беше финансискиот аспект, да не се лажеме. Втората причина беше заради тоа што не ми се допаднаа условите во кои што функционираат работите, па ќе кажам имав простор да видам како треба и не можам да функционирам во простор кај што не се работи како што треба. И трето, затоа што всушност тоа е една интерна конфликт борба што јас ја водам со една моја пријателка режисерка, Радиновска. Јас тврдам дека не постои мода, дека се е костим. И дека ти сабајлево кога ќе станеш, како Андријане, кога ќе почнеш да размислуваш што да облечеш за на работа, како да изгледаш денеска, тоа е чиста костюмографија, тоа е современа костюмографија. Јас како костюмограф да треба да те облечам, треба да ти влезам во карактер. Ете го, моментот на заради тоа да речам јас сум толку наклонета кон таа индивидуалност. Ете заради тие костюмографски карактеристики. Тука ми е чипот утнат, тука сум сгрешена, тука негде имам потреба да знам зошто. Да не е рендом како што сега, нели? Дојдов вака, може да дојдам во пижами, нели? Ама помислив, чекај. Ама ако дојдеш во пижами, ќе се седнавме поопуштено. И сега можам, не е проблем. Помислувањето на тоа што ќе облечеш влегува автоматски во костим, а не постои некој што не помислува. Тоа е тоа. Често пати во текот на интервјуто ти спомна дека излегов надвор и видов како е да се работи. Бев, имав можност, искусив. Едно од тие твои искуства е врзано со арапскиот свет. Што се случи во Абу Даби? Бев почесен гостин од Македонија заедно со Данила од Бастет на саем за еколуксузна мода. Тоа ми беше многу интересен шок. Тука има Ферари, тука има драма. Здраво. Тоа ми беше прво соочување со реалноста. Всушност, до каде може да отидат работите. И што значи изобилие, и што значи кога некој може да има. Мислам, јас имав ситуација на тој саем каде што жени кои што сакаат да пробаат халина, беше спремна девојката да ми искешира 10.000 евра на рака за да ја купи, но не ја собра. И нема тука корекција, у Абу Даби си побол. Да. Си викаме едно време што не зема фидл и кој не зема шина со мене, знаеш ка. Тоа ми беше, да речем, прво трескање од земја од аспект на што све има таму негде.
во светов, што е надвор од Певкохори. И тоа што го видов, ме натера да размислам и понатаму и еве до ден денешен ме тера да мислам колку не смееме да сме вакви и колку мора да гледаме надвор од границите на нашето обкружување. Само така можеш да видиш што те чека и колку далеку можеш да успееш. Арапките се страшни конзументи, прво парите се таму, за нив нема цена, знаеш, не те ни прашува колку чини, ставај, трпај, толку крај. Доаѓа и купува. Точно така. Веројатно можеби и некој психолошки момент бидејќи се постојано нели затворени. Тоа сега ве прашам, каква е арапската мода, знаејќи дека жените кога излегуваат во јавност, значи или имаат абаја или имаат бурка на себе? Кој сите што го гледаа Сексот и градот и оној моментот каде што не знам у филмот беше, каде што ги спасуваат, не знам како беше некоја ситуација, и оној моментот кога ги тргаа абаите па искача цела пролетна линија на Версаче, да. Тоа е. Значи таа жена е прво пренегувана. Значи, точно се сеќавам на моментот на раката. Мене ми беше тоа првиот печаток, бидејќи кога ги пробуваше девојка во халиниве, мене не ми беше дозволено да влезам натре во гардеробот, пријателка нејзина влезе. Раката која што ја подаде од абајата за да го допре материјалот, луѓе, јас понегувана рака у живот немам видено. Значи, тоа ми беше феноменално. Тие жени се страшно негувани и чувани. Не им верувајте на се што ќе кажат медиумите. Буквално се капки на длан. Знам во односот према мене. Ако си жена, ти си овде, точка, толку, крај, вака, поклопена. И тоа ми беше феноменално. И си реков, види човече, овде е магична си жена. Се со ногти, нешто средено, ама не на ниво на нели овердрайв, него баш е тоа толку вкусно, толку природно да сакаш да си дел од тоа. Сега викаш сакаш да си дел од тоа, од друга страна па реши да не останеш во Абу Даби ако имаше понуда. Па сега понудата беше скини го пасошот и да те нема на мапа 3 години. Пак ќе кажам, многу сум брлив карактер и многу не можам да седам мирна на едно место и не можам јас сега тоа да рачунам дека 3 години ќе бидам фиксна во не знам како ви кажам, не работам за пари. Работам за да живеам. И место не те држи. И место не ме држи и тоа е тоа. И просто едноставно не сум врзана за материјални работи. Крај. Сега си направивме некако муабет за женскава мода, ама што е со машкава? Дали некогаш си искреирала нешто за маш или без разлика дали станува збор за некој формален, неформален настан или во најмала рака дали дошол некој да ти рече Ива, на мене ми треба совет како да се облечам, што да правам, пошто знаеме нели мажите фармерка, мајчка, сако евентуално. Мисли. Покомплексни се од нас. Имав еден матурант легендарен кој што се сеќавам дека ми доаѓаше уште од Вевчани, за да јас го облечам и ми рече јас мора, просто едноставно ти мора да облечеш за матура. Океј, добро, готово, крај. Твојата желба е моја заповед. Да, океј. Во принцип ја избегнувам затоа што не сакам да бидам стручна за се, просто едноставно таму не сакам да се закачам, не сум запознаена со тоа.